Се она што се произведува и се троши во училиштето, и можеме и во овој кабинет каде што се наоѓаме моментално за енергетска ефикасност, комплетно се покрива, значи се осветлува со помош на фотоволтаичната централа. А останатото, доколку се произведува во недела кога нема потрошувачката, се пушта во системот, во мрежата на ЕВН. Ова училница за енергетска ефикасност, како што кажав, е покриена со фотоволтаици. Овде до нас позади мене има значи системи, оние што денеска се употребуваат кога се поставуваат фотоволтаиците, панелите, и овдека се изучува комплетно се по овие предмети се изучува комплетно од самото поставување на училница на фотоволтаиците до завршеток, односно како тие утре наши ученици идни ќе бидат за да можат да работат, едноставно да поставуваат и сами и да можат да ги познаваат системите за работа на фотоволтаиците. Во зависност од големината на училиштето, значи ако сите инсталираат максимално 17 киловати инсталирана енергија, со тие средства има некои училишта кои што сметките им се намалиле многократно. Верувам дека некои помали училишта кои што би инсталирале 70 киловати, претпоставам дека тоа е доста поголема енергија од колку што тие би имале потреба од незе, што значи дека тие би можеле да заработат и пари од тоа. Со тие пари може да ги потреба за сите наменски средства кои што имаат потреба тие училишта. Затоа што ништо не трае вечно, нели? Од секоја година, од почетокот до крајот на годината, сепак имаме некоја ненамерна или намерна штета која училиштата треба да ги репарираат и да чекаат средства од Министерството. Училиштата, кога би произведувале своја собствена енергија, ќе имаат корист за себе и за едните генерации, затоа што тие кои што ќе инсталираат енергијата сега, или тие системи сега, таа нема да биде за година, 2-3. Значи, животниот век на тие панели во денешна технологија, значи имаат животен век на над 30 години, каде што имаме после тие 30 години имаме намалување на моќта околу 15, дури помалку од 15%. Така да тие системи кои што денеска се инсталираат ќе бидат и за нашите синови, за нашите внуци. Таа намалена потрошувачка на електрична енергија за одредени средства се искористува нормално за опрема на училиштето. Инаку не се тоа некои големи пари, но пред се пак ќе кажам дека најголемата придобивка е да учениците видат како тоа се функционира, а меѓу другото, нели, и да покриеме што поголем дел од, како што кажав исто и оваа училница. Доброто ќе биде сето тоа, значи оној проект што го имаме замислено ние како училиште, да во наредниот период биде и реализирано, односно да се направи една голема фотоволтаична централа, каде што би имал бенефит, би имало и највеќе би имало училиштето со тоа што би се намалила потрошувачката, а исто така и да се може да се продава за да заработува училиштето. Само училиштата важни за промена на енергетската ситуација во Македонија. Тие како јавни установи, да, важни се, затоа што имаме многу голем број на училишта, не само училишта, него имаме детски градинки кои што јавни установи се, имаме и општини кои што се како дел од таа приказна.
Сите тие, кога би инсталирале фотоволтаични системи, ситуацијата за нив е многу подобра, затоа што наместо таа енергија, таа струја да ја плаќаат или да чекаат средства од Министерството за школство или било кои други министерства, дел од тие средства би си ги произведувале сами преку производството на електрична енергија од нивните системи. Добро, тоа што кај нив нема потреба да се инсталираат дополнителни уреди за складирање на енергијата, која што енергија би се користела преку ночните периоди. Доброто е што производството на електрична енергија од овие фотоволтаични системи е најмоćно и најголемо и единствено преку дневните часови од рано сабаља до касно попладне. Тоа горе-долу се поклопува и со учебните часови на самите училишта, така да таа енергија би била еден добар дел или можеби покривање на целокупната енергија за потребите на тие училишта. Како што кажав, доста ние сме малце скептични како балканци, како народ во однос на новите технологии. Сепак ова е нова технологија која што кај нас како ураган се разви последните 2-3 години. Значи луѓето доста и самите градоначалници и самите директори на тие училишта сфатија дека доста се заштедува на енергијата од овие системи. Има интерес, да, точно така, меѓутоа повторно се поставува прашање околу финансирањето. И секогаш кога се оди на тендер, а во принцип на овие јавни установи се инсталирањата, изведбата на овие системи се оди преку јавен тендер. За жал, кај нас јавните тендери се подразбира на ефтина цена, што тоа како изведувач, како човек кој што се занимава многу години со овие системи, најефтината цена не е баш најдоброто решение. Кога благовремено би се продолжило со оваа технологија да се инвестира во сите јавни установи или во сите приватни фирми или државни фирми, како и да, тоа нема никаква врска. Системот, енергетскиот систем кај нас ќе биде многу во подобра ситуација од колку што беше порано или колку што е сега. Да не се заложуваме дека сега имаме ние сте постигнале нешто неверојатно или пример има некои одредени моменти каде што се кажува дека извезуваме дури енергија. Може би се извезуваме во некои летни периоди каде што и другите и соседните земји имаат таква енергија. Значи имаме потреба, имаме можност да извезуваме или во крајен случај самите системи ќе колабираат затоа што имаме енергија за која што немаме потрошувачи.